Вака беше во спортската сала при Средното општинско училиште Димитар Влахов, каде што лицата со попречености се инклузираат во спортот, односно во одбојкарскиот клуб Наковски волеј. Впрочем, секоја сабота по 1 час ќе тренираат овие деца и ќе ги научат техниките или пак одбојкарските вештини. Остануваме со одбојката, веќе забележувате дека во вестите на Канал Вис гостин Ристо Николов од одбојкарскиот клуб Струмица. Николов, добре дојде во вестите на Канал Вис. Добро е, најдов, благодарам за поканата. Така, мала исправка од одбојкарскиот клуб Џио Струмица. Џио Струмица, нека ми прости Џио, но во секој случај сме навикнати да зборуваме за одбојкарскиот клуб Струмица како минатата сезона, но еве ова сезона како одбојкарски клуб Џио Струмица понесовте, односно имате есенската титула како шампиони, сте носители на двојната круна од минатата сезона, ги понесовте сите награди од изборот на спортист на општина Струмица. Џио Струмица дали ги почна подготовките за пролетниот дел од шампионатот и дали ќе го има главниот збор? Џио Струмица ги почна подготовките пред 1 месец и од последното наше видување, кога последен пат давав изјава за вашата телевизија, од нашата последна, од есенската титула, многу работи се сменја, посебно од спортист на годината до сега, значи веќе трката за титулата стана потешка. Другите 2-3 клуба се засилија премногу и со тоа трката ќе стане многу интересна и многу потешка. Тука се вклучија сега како најбогат клуб во моментот одбојкарскиот клуб на Шутово од Кичево, кој е нашето горчливо апче од пред 2 години кога ни ја зеде таа двојна круна. Тие се засилија со играчи од Бразил, од Украина, од Босна, од Македонија. Потоа тука доаѓа Вардар, кој ги вратија Трајчевски и Јосифов. И уште еден клуб кој се засили е УШТ или Универзитетот Тетоа. Универзитетот Тетоа, кој го зема како техничар Марко Стошич. Значи, тие 3 екипи сега се комплетираа и станаа сериозни конкуренти во борбата со нас за титулата. Ние исто така се засиливме, го вративме репрезентативецот Наков, Славе Наков во нашите редови, и добро е тоа што Урдов се врати од повредата, му заврши терапијата, тренира со нас, напредува, така да мислам дека сега ќе има сериозни надпревари во ова полусезона. Тоа ми беше следното прашање, освен на Наков и Урдов, нови имиња во одбојкарскиот клуб Џио Струмица? Нови имиња освен тие двајца нема. Така, останувате со оној костур од есенскиот дел од полуетапата, барем колку што ве разбрав. Сега, со овие имиња, како може да се спротиставиме на Шутова, кој што осетно се засили, Вардар, кој што еве донесе искусни одбојкари, па би рекол и Универзитет Тетоа. Може ли да се спротиставиме? Јас мислам дека можеме, затоа што ние сме квалитетни на секоја позиција. Тие колку и да се засилија, бар до сега има уште 2 недели до предниот рок, не знаеме што ќе се случи. Може да земат уште играчи од странство. Така да до сега ние мислам дека сме се уште најквалитетни, бидејќи го имаме квалитетот на секоја позиција. Ни треба сега во моментот многу поддршка од публиката. Ја поканам уште сега во сабота да дојде на првиот надпревар, баш прво кога играме со Кичево, со нашиот најголем конкурент. Така да мислам во моментот се уште сме поквалитетни од нив. Ова е вториот дел од шампионатот, па 4 најдобри влегуваат во плейоф, околу системот, ако може да разјасниме. Прво играме плейоф само најдобрите 6. Значи најдобрите 6 екипи од дома гости играме. Потоа најдобрите 4 формираат полуфинале, првиот со четвртиот, вториот со третиот, и потоа финалето се игра пак до 3 добиени, со тоа што тој што завршил прв стартува со предност од 1-0 во победи и го почна првиот надпревар во гости. Што значи дека пласманот во топ 6 е обезбеден и ќе атакувате на првата позиција за да го добиете четврто пласираниот како еве. Точно така, и за во финалето да стартуваме со 1-0 веќе во победи. Дали паралелно ја меркате и куп титулата? Да, тоа секако, значи таму е подруг системот, последните 4 екипи прво ќе играат осмина финале помеѓу нив, потоа ќе се формира четврт финале кој ќе вкрстиме ние посилните, за на крај веќе пак најдобрите 4 ќе вкрстиме во полуфиналето и финалето. Николов, добивам чувство дека одбојката се враќа на голема врата. Македонската репрезентација обезбеди пласман на европско првенство, осетно се зголемува конкуренцијата, те во машка, те во женска конкуренција, некако
се враќа на голема врата, односно го привлекува вниманието на спортската јавност за разлика од пред неколку сезони кога буквално беше мирно. Токму така, значи, ако се сеќавате пред 3 години кога ги имавме најголемите проблеми во репрезентацијата, кога и јас бев член, после тоа репрезентацијата доби повеќе на внимание од сите медиуми, од сите спортски работници и условите во репрезентацијата почна да се креват на се повисоко ниво, така да во моментот репрезентацијата има супер услови и за работа, и за надпревари, и за припреми, тие се поддржани во моментот од државните институции, тоа е многу битно, имат и неколку спонзори. Исто и во лигата, со вакви засилувања до сега се нема случај на некоја екипа да земе 3-4 странци во екипата, а и во моментот и во Струмица одбојката се враќа на голема врата, бидејќи се случи реорганизација на клубот на чело со Ѓорги Ѓоргиев и тој за прв пат во управата, тогаш се нема случајно во Струмица, постави членови на управа актуелни одбојкарски играчи, меѓу кои сум и јас, меѓу кои е Владо Милев, тука се и спортските работници Кирил Ичлиев и Трајче Атанасов се собираат, мислам се организираме многу добро, бидејќи ова ќе биде еден голем проект, не само за година-две, туку за долгогодишен развој на одбојката во Струмица. Тука ќе има уште од следната сезона најавуваме настап во Европа, ќе има меѓународни турнири. Тоа го знам дека во мај планирате меѓународен турнир, ако не се лажам, или не. Кој што ќе биде посветен на Панов, или Одбојкарскиот турнир на Панов најверојатно ќе се случи летото или есента, бидејќи сега во мај ги играме финалните надпревари и не е изводливо тоа, да. Така, значи ќе планирате меѓународен турнир. Амбициозно ли е најавата за можно излегување на одбојкарска европска сцена? Секој дека е амбициозно, но овие момци го заслужуваат тоа. Кај нас, впрочем, од следната сезона ќе се врати и Владо Милев, тоа ни е најава, не само што ќе биде играч, нели ќе биде и во управата од клубот, така да ние ќе излеземе фактички во Европа со 4 репрезентативци. Тоа од Струмица и мислам дека може да постигнеме добар резултат ако имаме среќа во ждрепката и мислам дека тоа ќе биде огромен чекор напред за спортот во Струмица. И само за крај, Џио Струмица ќе ја кренели двојниот пекар, шампионски куп И лигата. Шампионскиот и куп пекар. Верувам дека да, верувам во моите момци, верувам во управата и мислам дека ќе ја кренеме и ова. Двојна титула и оваа сезона. Да. Кусто блиц прашање, Николов ќе се врати во репрезентацијата ако биде повикан? Значи, Николов се уште не е повикан. Реков ако биде повикан. Зависи од поканата. Благодарам, тоа беше Ристо Николов од одбојкарскиот клуб Џио Струмица за и околу годинашниве амбиции. Осетно се засилува одбојкарската лига на Македонија, Шутова со странски засилувања, Вардар со домашни, но не се, и ако не се лажам и Универзитет Тетово. Во таква засилена конкуренција Џио Струмица најавува одбрана на двојната титула и атак на двојната круна во одбојкарскиот шампионат на Македонија. За тоа е потребна подршка од струмичани во спортската сала Партизан веќе од сабота против Шутова од Кичево. Благодарам уште еднаш Никола што беше дел од вестите на Карабас. Вам почитувани гледачи ви благодариме за вниманието, тука некаде е крајот на овие вести на програмата на Канал Вис. Секој добро.